Почитувани, добар ден и во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Секако и добре дојде за оние со кои прв пат се гледаме денеска. А темата за која ќе зборуваме се однесува на судскиот процес за пожарот во дискотеката Пулс. Со тоа што денеска е последователно втор ден, вчера продолжи судењето и всушност генерално вчерашниот ден се однесуваше на одбраната на обвинетите која продолжи да ги изнесува тие воведни зборови, а по однос на генерално службениците во Министерството за економија. И денеска одбраната го правеше тоа, тие воведни зборови, со тоа што дојдовме до ситуација на меѓусебно префрлање од страна на одбраната на сметка на обвинителството. Имено, одбраната, или еве конкретно, иако генерално може да се каже како став на одбраната, а тоа е дека пред се, да речеме, не може да се доведува, односно да се бара каузална причинско-последична вина. Беше наречено тоа врвна глупоста од страна на обвинителството да се бара одговорност на обвинети вработени во Министерството за економија, кои немале никаква допирна точка со пожарот во Кочани, односно имаат само управна улога, немаат директна ниту во смисла на контрола, ниту на било каков увид во објектите, односно да се развива таа теорија на каузалитет, причинско-последична врска, каде што лиценца издадена од 2013 година, а која инаку има, според одбраната, 1 година важност, да има правна сила и во 2025 година. Па од тука одбраната изведе тезата дека е токму ова глупава теорија на обвинителството за каузалитет, односно, ако е така, ако обвинителството гледа причинско-последична врска, зошто тогаш не се гонат актуелни министри и директори, туку само поранешни? Ако веќе постои причинско-последична врска, односно актуелни функционери од Министерството за економија. Со оглед на тоа што сега во оваа фаза од процесот станува збор за, како што кажав, службеници од Министерството за економија. И генерално, велам, одбраната, значи, се сведува токму на тоа дека не може канцелариски службеници да одговараат за пропусти на инспектори од терен, затоа што немаат, како што кажав, увид во објектот, туку имаат административна, управна работа, а не инспекциска, ниту се архитекти и така натаму. А при тоа им се доведува таа причинско-последична врска, каузална врска со лиценците, а во исто време пак не се покренати обвиненија за актуелни министри и директори, функционери од Министерството за економија. И конечно, одбраната Илијете Петре Шилегов, еден од бранителите, упати директно прашање до обвинителството, кое укажа на 13 години јавашлук, односно неодговорност, јас пренесувам како што збор кој бил употребен, и тоа токму за да му врати на обвинителството или да му укаже дека всушност и тоа би требало да сноси
одговорност токму за тие 13 години. Така да кажа, вели цитирам, ако тврдите дека постоел тој јавашлук, а што правевте вие цели 13 години во Кочани? Наместо да го читате обвинението, ќе требаше да го слушате, односно да бидете на обвинителна клупа од другата страна, а не од онаа страна која поставува прашање и обвинува за јавашлук. Еве, како е некоја слободна интерпретација. Така да, имаме ситуација од денешното рочиште во кое наместо јавноста конечно да почне да добива одговори на многу прашања, а одговорните пак конечно да почнат да се детектираат, идентификуваат, селектираат и следствено на тоа да ги сносат последиците заради постапување, односно непостапување, по однос на таа трагедија. Ние имаме, ете, очигледно пример на префрлање на одговорност помеѓу бранителите, одбраната и обвинителството. Тоа е всушност и темата одбраната против обвинителството, со токму тоа префрлање на одговорност и директно укажување, односно сомневање за селективни обвиненија. Ако прашуваат токму зошто не се актуелни, само се поранешни, а при тоа обвинителство обвинува за таа каузална причинско-последична врска, што е тоа ако не е укажување на селективни обвиненија? Ако се селективни, ако станува збор за селективни обвиненија, тогаш се отвора и прашањето, а зошто се тие селективни? Дали обвинителството не се ја завршило работата како што треба, од причини што не е за или на нивото на задачата, или некои други причини? Дали може би затоа што е тоа диктирано така? Од кој знае каде, или политички и така натаму. Но сето тоа, сакам да кажам, отвора многу други прашања, кои сепак на крајот на криштата и нешто сосема различно од она што треба да резултира во овој процес. А тоа е вистината и правдата. Значи, независно доколку се селективни обвиненијата, од која причина е тоа. Суштината е дека ако имаме селективни обвиненија, тогаш ќе имаме и селективна правда. А селективна правда е и всушност не е правда, затоа што не се опфатени сите. Така да сето ова, значи, од една страна е од префрлање на одговорност или нешто што личи на префрлање на одговорност, што треба да се разјасни, или и проширување на одговорност. Ако веќе се навестува или ете се сугерира дека обвиненијата се селективни. Па ете во таа смисла ја дискутираме денешната тема е во таа смисла судскиот процес за Кочани, како се одвива и дали овој случај на вистина ќе ја покаже зрелоста на институциите, дали има селективност во обвиненијата и како се развива овој процес. Ако ништо друго, ете, добро е што барем еве гледаме парцијално, ова се однесува парцијално развивање на случајот. Ова се однесува за, велам, службениците од Министерството за економија. Одбраната генерално прашува, значи, и доколку имало пропусти или ете таков јавашлук или еве директно инспекторите од Државниот пазарен инспекторат. И тие отфрлаат пропусти. Битно е да се каже дека досега никој не призна вина. Признавање вина нема од никого, а еве имаме префрлање. Велам, значи, инспекторите од ДПИ отфрлаат пропусти, но за надзорот. Но прашуваат, како одбрана, велам, нивната одбрана. Зошто основното јавно обвинителство Кочани не реагирало по допрен глас?
Сега, тоа префрлање, или ова е фаза на префрлање, која не би требало да, која не значи дека ако се префрли вината, ја нема на едната страна. Но дали, затоа доаѓаме до тој момент селективно. Ако ја префрлаат и на обвинителството, зошто не реагирало, тоа не значи дека и тие не се виновни. Не може повторно тоа по каузалитет, па еве вија топката вас и јас веќе не сум виновен. Не туку, дали има, суштината е повторно, дали има селективност во обвиненијата и дали би требало да се прошират. Па да се утврдува тоа, ќе се види дали тие, затоа реков, никој не ја прифаќа вината. Никој не признава, ниту се изјаснува за виновен. Напротив, сега се префрла вината, зошто не реагирало ова обвинителство, или ако тие како обвинителство тврдат 13 години јаваш лак, ајде, дојдете и вие на оваа клупа. Добро, треба ли да се прошири? Тоа не значи дека тие кои го велат тоа ќе ја предадат вината и дека не се виновни. Така да ете, ова е идејата да ја насочиме токму темата во таа смисла на фокусирање, а не на расплинување, на префрлање. Може да префрлите од рака во рака нешто, но вина не може да се префрли. Може само да укажете на друг дека и тој е виновен, а не го забележале. А не само виновен е, не знам, виновен е некој друг, а со тоа веќе јас си ја симнал вината од грб. 60 91 924 925, повелете кој ни е прв да почнеме. Добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, се слушаме, повелете, да. Па вака, Исо. Види, ние во нашава држава немаме некои принципи кои, например, Европска Унија, погото Швајцарија. Швајцарија има 26 кантони, знаем. Сега, Исо, со ова, јас што ќе ти го кажам, ќе се сложиш. Секој градоначалник, секој министр, секој функционер, овако има примопредавање. Например, градоначалник доаѓа на функција. Треба да примопредаја, да се изврши и да каже градоначалникот у моја општина претходниот ова не направил, она не направил, да извести јавноста, да каже. Така, или министер исто, министер. Ние тоа у државава го немам. Еве сега нашиот градоначалник на град Скопје не кажа ништо за да не... Ништо не кажа. Цело време збора на телевизија. Вака направила, она украла, ова. Тоа е мајата. Ја знаеш како? Ја фокусирам вината на оваа власт. На оваа власт. Она дојде на власт, требаше ова да го провери. Ја што го збора. Што го збора. Ме разбираш? Да. Ова е најправеден момент. И секој градоначалник, било министер, треба да се го проверува ова. А не знам ја зашто сега, например, за економија, министерот одговорен. Зашто третиот градоначалник одговара. Ова не е и нашиот случај, никад нема да заврши. Не, кате вака уште колку пати ќе се збориме на телевизија, ќе се збориме. Нема, само меѓународен суд. И со друго ништо нема. Поздрав. Благодарам, поздрав до вас. Повелете кој е следен. Добра вечер. Добар ден. Добар ден, повелете. Сега вака Исо... Кажете, да, повелете. Значи, ќе зборувам ја за ова кучијата. Ова влада има мнозинство. Но зборуваме за процесот Кочани, за судскиот процес. Да ги оставиме кучињата барем ете денес. Да ова влада измени закон за правосудството. Значи, сега за Кошички се зборувам, ја по темама јајца поскапеа. Јајца поскапуваат за тоа што кучињата у Кичево и во цела Македонија изедува кокошките и затоа јајците поскапуваат. И оне кравите во
крива палака, што му изема зелките. Значи, ова влада има мнозинство, оскидно тия закони по правосудството и смене, и тия луѓе да одговарат. Затоа јајците поскапува. Она е убитува Тони Коњановски, дал 6.000 евра за храна за кучиња. Па ние немаме наталитет, а наталитет е на кучиња. И тия закон подскитува ова влада има мнозинство да го свене какви кучиња народ нема леп да јаде, а тия лај невладини организации владата му дава пари. Ова е порака од цела Македонија и затоа поскупува храната во Македонија. Значи, му честитам на тие укичува што изтепал тие 40 кучиња. Сите кучиња треба да се унишат. Македонија не е така богата во лајка и мамајка да му дава пати таму и... Така. Добро. Ви благодарам, еве, ако утврдивме зошто јајцата поскапеа, може ли да се вратиме на темата, да се обидеме да утврдиме како оди судскиот процес, дали се сите фактори, сите состојки, така да се каже, собрани, затоа беше онаа одлука, односно оценка на обвинението, која ја чекавме до последен ден законски, за да се процени токму издржаноста, сеопфатноста на обвинението. Во таа смисла дали се сите состојки, за да може да има квалитетен процес кој ќе обезбеди правда. Детектирајќи ги сите чинители, одговорни, само така може да се дојде до правда. Затоа реков, инаку се би било селективна. Ако е селективна правда, тоа веќе не е правда. Повелете. Ало? Да, повелете, се слушаме. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Благодарам, повелете. Јајцата ќе ви кажам само зашто се поскапени, малку се поголеми сега, па затоа се поскапени јајцата. Добро, види, ајде да се вратиме на тема. Добро. Затоа да ви помогнам да чистиме таа работа, поскапи се, поголеми се, малце порастати. А одбраната против обвинителството, тоа е нормално, господи Шо, вака да ви кажам. Одбраната го добива материјалот од обвинителството. Целиот материјал, обвинет тој поради тоа и тоа, пред една година бил министер или било што, за кого се работи. Не преземал тоа, не преземал ова, не би преземал овие мерки. Не одам директно на тие лечката што во дискотеката се виновни. Што дозволиле пиротехнички средства и дозволиле да влезат во дискотеката 500-600 или колку требало до 400, така тие не одам тука, тие имаат вина више поред мене. Тие не можат и да одбранат таа вина, тие секако ќе одговарат. Мислам човек што бил пред една година, министер нешто, нели тие има подршни единици, сите министерства имаат подршни единици, барем гледам дека се разбираш во сите работи. Вие како водител и сите други треба да знаат. И сега како може тој министер да знае 2012 година господинство пуштена дискотеката. Оди тука се толку 13 години, цели 13 години, речи. Значи имаат одбраната право да го брани тоа со предна година. Зошто да одговара некој што бил министер предна година за дело кое се случува после неговата една година? Тој таа година може бил и Германија, сега да отишол, значи заборавил на тоа више. Има вина, може би, и другите имаат вина. Меѓутоа, најголемата вина е вечерта организацијата, господи Шо, поздрав. Поздрави до вас. Да, во ред е она вие што го велите, па да, одбраната брани, тоа и треба да го прави. Одбраната брани и обвинителството докажува. Обвинителството треба да ја докаже вината. Затоа и презумпција на невиност. Не е, односно никој не е виновен додека не му се докаже вината. А вината треба да ја докаже обвинителството. Така да, значи, овој е виновен, докажи дека сум виновен, додека не докажеш, не сум виновен. Во таа смисла, одбраната се брани, а обвинителството докажува. Во овој случај ние
прашање е да, имаме секако и одбрана, но имаме и одбрана против обвинителството. Тоа е тој момент. Значи, затоа велам, а тука веќе не е само одбрана, изнесување на докази од страна на одбраната, туку велам директно против обвинителството, во која теоријата на обвинителството за таа причинско-последична врска и следствено на тоа одговорност се нарекува како врвна глупоста. Изнесувајќи го токму тоа дека и каква врска има тогаш причинско-последична континуитет, ако не одговараат, ако тоа обвинителство не подигнало обвиненија против актуелни функционери, зборуваме за, односно службеници, директори и така натаму од Министерството за економија. На нив се однесува вчерашното и денешното рочиште. Така да, во таа смисла имаме контраобвинување, немаме одбрана. Тоа е, ете, нешто што е со, велам, кулминација до таму, што значи, ако вие како обвинителство обвинувате за јавашлук 13 години, зошто вие не сте направиле ништо? Ај дојдете и вие од оваа страна, па бидете обвинети. Односно, треба да сте обвинети. Така да, во таа смисла, ние немаме класично, би рекол, одбрана. Туку она за што се сомничат, се оди со контра. Обвинителството ве сомничи ве обвинува за нешто, вие му возвраќате, еве ти си виновен. Не имате класична одбрана само во која докажувате не, вие тврдите дека клиентот украл, нема врска, еве докази, не бил тогаш таму, бил надвор од земјата, од градот, бил со еве алиби има и така натаму. Вие го велите и тоа, но велите и ти си виновен што тврдиш дека е виновен. Така да, затоа не е класично што велите вие одбраната, па има право да... Па не, јасно, се знае, затоа се вика одбрана да брани. Но тука одбраната е директно против обвинителството, во која ги руши тезите на обвинителството и поставува прашање сомничавост токму околу селективност во обвиненијата. Што значи воопшто во исправноста, во непристрасноста од страна на обвинителството. Повелете, кој е следен? Добар ден. Добар ден. Много добро ве слушам и само се слушаме, повелете, да. Само си се чудам. Ние се чудиме 35 години, зошто го велам ова? Да. Што ќе се случи ако, како во Италија што паѓа влади и во Македонија да паѓа и сега ќе носиме нови суди, ново ова, никаде крај. Се додека не сватиме дека судството е посебна сила која регулира државата, џабе ќе ни биди и то ќе ни се случува. Мислам да употребаме на работа, еве сега читам во Скопје, Зирзоленд вели работи без никој да му дозволи. Кога ќе кукаме сега ние, не дај Боже да ни се случи поново да ни загинат 6 луѓе. Нема крај исто. Нема крај ова тргнало да се оди што се вели да не носи поноро и така ќе не носи. Не знам на што да верувам поќе. Не знам на што да верувам поќе дека оваа држава може да заживе и да бидиме луѓе, без разлика на нација. Што да кажам, поќе не можам да кажувам, не ичам да се јавувам, ама ќе бидам предизвикан. Зивзорен вели работи без дозвол. Јавна телевизија кажува. И сега, ете се случи, не дај Боже нешто. И што? Кој ќе одговараше за Кочари? Кој одговараше за болницата? Кој одговараше за автобусите? Никој. Македонски народе, ти се чуда, седи дома и гледај. Благодарам, поздрав, повелете, кој е следен? Да, добар ден, повелете.
Се слушаме, повелете. Изгледа се прекина. Повелете кој ни е следен. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден, господин Исто. Поздрав до вас, повелете. До вас и до вашата емисија. Ви благодарам, повелете. Го слушам баш господина сега што збореше за Зимноленд, кој само ако може да го поправам. Зимноленд кој се е одобрено и од имаше и инспекција и од градоначалникот. Сите инспекции беа таму одобрено се. За Зимноленд. Ако нема јасно, добро, човекот може не добро разбрал, ама и со телевизијата може некои погрешно информирали. Инаку за сега за одбрана против што судство што е. Се добро каже човекот пред мене. Значи не треба владите да се мешат у судството. Штом нема судство, немаш држава. Значи не знам што да кажем, без судството. Значи пак ќе речем држава ми ја немаме. Значи е за една бала слама 5 години затвор за 1.000.000 евра ништо на слобода. Значи пријавој господинот Мицко си треба да си тргне рацете. И Филипче, кој да биде на власт. Значи ние немаме доверба во судот, значи ништо еве јас, вие, другите сите граѓани во Република Македонија. Значи нема значи како може да имам јас лично доверба во судот, утре некој може да адвокатот ќе го поплати, се чини затвор, без ништо, а нити крив, нити должен. И стварно речи го треба ако сите влади да се тргне на судот. Значи стварно ако сакаме да имаме држава, да иде напред државата. До каде вака ќе идеме? До никаде. Господин Исо, нека зборат другите, убеден пријатно се најава. Благодарам, повелете, еве, нека зборат. Добар ден кој ни е следен. Повелете. Дали се слушаме? Добар ден. Повелете. Дали имаме некого? Ало. Да, повелете, ве слушам. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас вака ќе коментирам. По дено по утро дено се познаш и за тебе се позна дека ова работа ќе биде само се тресла гората, се родил глушес или србеника тресла се гора, роде се миш. Тоа ќе биде тешко на тие дечина погинати, тешко на родителите, тешко на сите тие што се засрнати во кошари, не само за ним, него страхуваме и ние граѓаните страхуваме дека немаме заштита во Македонија, дека не сме слободни више да живееме. Значи све со тоа се докажува. Докато се свртимо се обрати на винтово. Со тоа да кажува, тоа е доказ дека кај нас правото, правдата не владее. Владее хаос, владеат криминалците. Сега и со промена на обиддело. Се утре, после другите избори ќе дојде сега само напри на власт. Исто ќе треба да промени ово обиддело ќе става ова партија сега. Значи све е тоа побрзано. Откако овој обвинител ги приведе тамо не по пријава од Министерот за внатрешни работи, него сам тамо некои обвинети кои биле посочени тамо некои од ВМРО ДПМН, тогаш поново се крена предлогот за разрешување обвинителот. Значи корумпирана власт, корумпирана опозиција, корумпирани судство, корумпирани обвинители, корумпирани инспектори и така натака. Сите оние што кажате денеска во одбраната, во спрем законот кажува. Фактички никој нема да испадне виновен. Фактички така иде. Сите спрема законот, викат. Јас за тоа граѓанот, викат, јас сум надлежен, другите викат, јано се немал писмени налог, другиот викат, и моје надлежност тоа, третиот викат, за време моје било регистрирано за колку тамо за 300, за 170, 80, завршило тоа, таа не е виновна. Значи, тешко на граѓаните и нас на македонци. Благодарам, поздрав, до слушање, добар ден кој ни е следен. Исо, ве поздравувам. Поздрави до вас, повелете да. Видите сега, Исо, може би малку ќе делувам конзервативно. Ги слушам гледачи, до негде се во право, 50% од нив. Проблемот е во тоа што кој ќе дојде на власт од тие партии? Државата си останува како држава на сиромашниве, ама тие во државата си прават своја држава и си имат свој консензус и на црева испреплетени. Има покондурени, има опинчари. Сега проблемот, кога ќе направиш компарација од нив, тие сакат брзо да ја совладат државата, да ја стават под својство
и судство, и здравство, и да не нарекувам, и администрација, све да биде под ингеренции на нив. Затоа си страда државата. Па видите сега и со малку ќе излезам од темата на секунда, овие луѓево со негасо со социјално што взимаат. Еве веќе 11 сме, луѓево се жалат немаат социјално. Па како тоа во другите држави го нема? И после ни кажуваат зошто сме се иселиле. Се иселив. Напуштив од државна работа, знам дека нема систем во државата. И затоа замина во странство. И многу поубаво ми е. И пензија од таму ќе си земам и све. И подценет, и све. А дипломава од Македонија, од факултетот, не ми признаваат. Со средново по ми признаваат стручнава. Еве ви кажувам. Нас како народ не смета. А како не може да нострифицирате? Ама да идентифицираш, ама што правим факултет, што него интересира стручност и бара средно и готово. Си имаш ти машински техничари, повеќе те ценат него ова правниот. Значи тоа е разликата, кај нас е малку компресивно што луѓево ги така вртат и лажат политичариве, што тие се заслепени и тие немаат партиски патриоти, него имаат клиентела за запослување. ВМРО ти е клиентела и други партии кои да било, за да го запослат и тој гласа. Тоа е тоа разликата и со... Благодарам и поздравам, но добро, се и да е така или ете во одредени сфери имате секаде да речеме, значи тие и такви кругови на доминација, не битно партиска или каква и да е, секакви, не знам, здруженија, клубови, ложи, официјални, неофицијални, полуофицијални и така натаму. Но тие го работат она што треба да го прават. А друго е прашањето, можете ли да станете дел од нив, да влезете таму, не можете, сакате, ама не можете, или не ни сакате. Но да го прават тоа за што се. Затоа велам, ротаријанци, масони, ова, она, тоа се одредени кругови. И си примаат своји, си имаат своја селекција и така натаму. Не велам дека е во ред, особено партиски, да го... и кога не е намената таа. Но чисто да го ублажам тој или не да го ублажам, да ги поделам тие работи. Иако прават, прашање за себе, треба или не треба и така натаму, а го прават. Но дали го прават и она за што се? У таа смисла, значи, некој е на работа, па си прави, си собира околу себе и вработува луѓе и така натаму своји. Но дали си ја работи и работата како што треба? И тој и тие кои ги вработува. У таа смисла ете и ова поднос на судскиот процес. Да, одбрана, обвинителство, дали секој си ја работи работата како што треба? Еве, според она на што изгледа како денеска течеше судскиот процес, овој прв дел од темата, одбраната против обвинителството, може да го смениме и во одбраната го обвинува обвинителството. Значи, генерално тоа е, затоа кажав, обвинителството треба да докажува вина, одбраната треба да го отфрли тоа. Обвинителството тврди, сте биле таму, тогаш не е точно, еве има сведок кој што потврдува или снимка не е таму. Аха, падна обидот на обвинителството да докаже вина. Не може да докаже. Од ова денеска генерално имаме, значи, ете еден заклучок на тоа дека одбраната го обвинува обвинителството. Всушност и за тој јавашлук 13 години. Зошто не направиле ништо подопрен глас? Така да, затоа велам, настрана ова, имаат вина, немаат. Не се изјаснил никој поднос на вината. Туку, еве, има директно прашања, по однос на селективност на обвиненијата, но и за проширување. Да се стави и обвинителството, еве, Ојо Кочани, зошто не реагирало подопрен глас? Нека биде дел од обвинетите. Мислам од она како денешното рочиште изгледаше. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете. Се слушаме? Да, се слушаме. Поздрав до вас. Абе, се на втора рука, мајката е. Чудна работа. Не знам. Така некако... Јас зборам, ама нешто не ме ова. Ајде да продолжам. Добро, повелете, ајде. Значи, бака, ја ги обвинувам бабиците што го породија Хитлер. Да не го породија
немаше да биде Втора светска војна. Така да овие сега оваа власт налага да се бара скрипци од пред 15-20 години. Ти бе, бате, кога примаш власт, кога ги взимаш акредитивите, ги взимаш и одговорностите, треба да провериш кој е што ти оставил наследство те претходникот. Да, па добро, примопредавање, затоа и се вика да. Така, ама овие се преваранти. Јас сум рекол, ако се СДСС на скала од 1 до 10 кец по злостор на држава се направија, овие се 10-ка. Значи, многу полоши, многу по-бескрупулозни и по-цинични. Немам потреба повеќе да зборам за нив, ќе кажам една работа. Исток, силата од истокот доаѓа. Немам друге. Гледај ти фон дер Лајен, таму та Могерини, чуда, сватени за корупција, ослободени, не се гони понатака процесот. Знаеш ли зашто? Затоа што се многу моćни. Затоа што таа Европска унија доаѓа тука и мафта со прстот, бидете мирни ако ќе ве казнам, а всушност им вика правите што ќе правите, гледате да направите што е можно повеќе штета во државата. Ја викам, ова суство, ова све да се искорени, суство од Русија, Москва. Ништо друго, само Москва, Путин тога да ги прати. Поздрав. Поздрави до вас, повелете кој не следен. Добро вечер, господин. Добро вечер, повелете. Да, ве слушам. Поздрав до вас. Дали имаме селективно судство и селективно обвинителство? Да, имаме и тоа целото обвинителство, целото судство ни е селективно. Самата постапка кога почна обвинението во кривичната постапка за Скочани се покажа дека не беа обавестени, па го одложија. Значи, обвинителот треба да ги има и едната и другата страна да ги сослуша и да даде обвинителниот акт да го образложи зашто ве обвинувам ја вас. За тоа и да покажа материјални докази. Без тоа нема обвинение. Уставот на државата кажува дека немате обвинение. Член 6 од Европскиот комитет за човекови права исто така го збори дека вие сте равноправни. Пред обвинението вие не сте обвинет. Вие имате право да се браните, имате право да докажувате. Не може обвинение да ви покрене без да ве обавести, без да ви се јави и одма на обвинение да ви даде. Тоа се само исклучителни случаи кои што се по пропис се знаат кои се. А не може ни да покрене, односно да ве извести ако нема силни докази. Материјални докази, нема стаѓа 415 член од Кривичниот закон и обвиникарство. Така да не можете тоа. Се слушаме, да, или... Добро. Да, воред. Јас пред неколку пати кажав за вас, ние имаме обвинителка која не обвини без да ни се јави. Вие не ни знаете 2 години дека има обвинителен предмет за вас, а вие не знаете, се води обвинителна постапка против вас. Или судиката ги взима само исказите само на едната страна. Не може, мора да ги земе и двете искази, и двете сослушнувања, и двете доказите од едната да ги взима и од другата и да ги мери како што треба, правилно. Не може да каже јас само ме навредуваше, ме збореше вака, треба да има доказ. Така, да, благодарам ве, поздравувам, до слушање, повелете кој не следен. Добар ден. Добар ден, повелете. Видете вака, со обвинителството. Обвинителството и вие имате некој сознанија, а и ние како што се уваме тука на ГУПАТ имаме некој сознанија, ама обвинителството не покренува. Барем да провери, не да покрени. Дали е вистина или не е вистина што го објавувате вие, јас, некој Рајко Петко, некои работи, никогаш не ги превземат сериозно тука. Ali јас би го прашал Шилегов, ако негово дете, не дај Боже беше во таа таму, во тоа диското, кој ќе му беше нему крив што не превзеде никој ништо тогаш? Или тој беше на власт едно време, и Шилегов, во тие години што ги спомнува 13, зошто тој не превзел ништо за пулс? Значи, тоа е цел систем хаос. Обвинителството, Шилегов и тој има своја одговорност, самиот. И тој бил на власт. Значи, владеал во тоа време. А обвинителството треба
некои работи да ги превземат, барем да ги проверуваат ако не подигнат обвинение, што ги слуша преку телевизија, преку новинарите, преку граѓаните, сознанија и нема да дојде овакви трагедии ако и обвинителството реагираат. Ама не и не само обвинителството и како Шилегов таквите што се на власт некој што не превзема на време и после сега дошол адвокат, сега па обвинителството му е криво, а и тој беше на власт во тоа време. А ако беше па некој дете опатено во пожарот, па сосема трето ќе кажеше поинаку. Значи сега адвокат во страната на адвокат ќе го напаѓаме обвинителството. Во тоа обвинителство и тој Шилегов и тие адвокати таму, значи тоа е цел систем хаос. Само тешко на фамилиите и на децата. Тоа Благодарам ве, поздравувам, систем хаос, велите. Па ете, може и така да се постави прашањето 30 и колку се ете години независна Македонија, што направиле тие кои биле на сите тие позиции? Ете, министерства, економија, финансии и слично. И по однос на, не знам, состојбите во буџетот и односно генерално, значи во периодот од колку постои државата како независна за, не знам, развојна стратегија, за различни работи, се едно. Еве, имавме, па во готовински промет, па преминавме картички сега, дигитализација и така натаму. Значи, има конкретни, екзактни, опипливи промени. Се исплаќаше плата на рака, сега доаѓа на сметка и така. Но во таа смисла, значи, по однос на како на тоа, така и на се друго. Развојна стратегија, унапредување на стандардите, безбедносните стандарди на објектите, на угостителските, на, не знам, дискотеките, законски подобрувања и така натаму. Што е направено се? Дали се доволно ригорозни, односно дали ги земаат предвид сите тие прашања по однос на безбедноста, вклучително ете употреба на пиротехнички средства и така натаму, и потоа да се дојде до тоа дали биле применувани, почитувани или не на денот на трагедијата, а ако не, зошто не биле спроведени соодветни контроли. Така да, навистина, случајот е обемен и сеопфатен, и не е само, а што би било најлесно, немало закон, може да работи без лиценца и тога што? И никој да не одговара. Еве и вака никој не признава вина. Затоа е битно да се има и комплекс на закони, на решенија, на стандарди и да се следи како тие се унапредуваат. Постојано се апдейтува, се апгрейдува, се надградува, значи, ајде да не користам странски термини. И јас почнав да се расипувам. Во таа смисла се шегувам. Но, значи, да има токму тоа систем кој ги следи и ги унапредува работите, безбедносни, обштествени, комплетно. Инаку најлесно, што тогаш? Дајте, тогаш законот не предвидел никакви услови, дозволи, лиценци, да речеме, за дискотеки. И што се случило нешто, па нема одговорност. По закон може да работи, не му треба ништо. Ни употребни дозволи, ни противпожарни стандарди, ни ништо. Кој сака, нека отвори каде сака. И кој ќе биде одговорен? Но затоа е општеството, државата, сите тие институции кои мора да ја гарантираат безбедноста. Од тука е разликата дали е под државна капа или во приватен објект се собрале, па се случила трагедијата. Тоа ги менува многу работите. Што да каже тогаш државата? Па не сме виновни ние, јасно, ни институција, ни отишле, приватно се собрале, тоа е тоа, трагедија. Но тука е во објект кој и за чие работење се предвидени конкретни правила и прописи. Дали биле соодветни? Што прави законодавната власт 30 години? Значи, дали ги надградувала, дали ги унапредувала, дали ги развивала, дали ги дополнувала, како е безбеден град и слично, како да се зголеми безбедноста, како да се зголеми, ќе ставиме камери, ќе направиме ова, или ништо од пред 30 години. И потоа примената нивна. Повелете кој не следен. Добар ден. Немој да се расипувате, после ќе нема кај да се јавуваме ние. Благодарам, тоа. Се надевам. Да си го сочувате достоинството и паметот. Да. Благодарам, да. Вака.
Не е за смеја, ова е за плачење, ама веќе нервите веројатно и нас не ги попуштаат. И ние се расипуваме како граѓани. Затоа што ова веќе не се издржува. А очекувано беше. Јас ова го очекувам уште првиот ден кога почнаа да ги апсат министрите од пред 15 години што биле на власт. Тие се виновни за во тоа време што се подпишале, ако се подпишале. Меѓутоа таа вина и оваа вина, кога имаме жртви, не може да биде еднаква. Значи сите оние порано што се подпишале на погрешни податоци од тој што бил да истражи, тие се виновни, може би прекршочно. Ама тогаш немало жртви. Сега се виновни овие што се во моментот затоа што имаме жртви. Како никој од Кочани и околината што бил надлежен за дали исправно работи таа дискотека не видел и не поднел барање да се направи инспекција. А не е ни тоа, виделе. И имало нели инспекција. И нели тоа како ли дискотека пред Нова година во декември било запечатено. Во декември всушност било отпечатено. Нели било блокирано од управа за приходи. Кој го одблокирал во декември да почне да работи? Тоа има најголемата вина. Тоа што се случувало во декември. Тие институции се најмногу виновни. Кој го извадил таа блокада, тој печат од вратата? Тој е најмногу виновен според мене. А другиве да, може има некоја вина, Петра Шилегов е виновен, Малку Морген. А Сузана Јошевска е виновна, најдобриот човек во државава, нека не зборат што не е за зборење. Па не е иста вина да има умрен човек и да е повреден само, или да е некоја парична штета направена. Сега не треба ни тоа направено и тоа е вина. Ама од вина до вина, од правда до правичност и до праведност имаме. Така да, поздрав до вас, благодарам за јавувањето, повелете кој ни е следен. Добро вечер, прочитам. Добра вечер, повелете, ве слушам, да. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав до вас. Многу пати се прашувам дали живееме во хаотично или ispolitizirano или пак во интересно време. Може би во сите три заедно. Ги следам партиските реакции за ова навистина тешко судење. Пазите сега, СДС и Левица, што го доведоа со шарена револуција ова кривосудство, велат дека не работело како треба, а за тоа што кривосудството не работело како што треба, што тие го доведоа, виновно биле ВМРО и Мицко. Сега малце и ја се чудам како тоа сега вака вината ја наоѓаат во ВМРО. Пазите, интересен момент. Несреќата се случило во владение, во власт на ВМРО и затоа ВМРО е виновно. Со тоа, СДС и Левица директно признаваат вина за се што се случило после шарената револуција. А па сие во СЈО додека беше соапсењата на Дурловски, Пешевска и така натаму, со рекетирањето на бизнисмени. А СДС па си признава малце поголема вина за криминална приватизација, за неплатени пензиски стажеви, за украдени пари, девизи, банки, атентати, модуларни несреќи, автобуски несреќи. Како ни велеа за модуларната, кабелот е крив, не? Ама сега признаваат дека по тој принцип, тој што е власт, тој е виновен, сега признаваат дека во нивно време додека била власта, во нивни раце, значи несреќите тие ги сторили. Сега дека си го одврзат кесето и нека му дадат на сите оштетени од нивното владење и нивните грешки, пари нека му дадат на жртвите. Зошто? Затоа што корумпираното кривосудство кацарска русковска не ни функционира како што. Така, ве поздравувам, добра вечер, кој ни е следен, повелете. Завршуваме, предпоставам, или се чини на крај сме веќе за жал. За жал што вечерва немаме повеќе време, затоа што има и тоа како добри разговори, идеи и размислувања кои предпоставам секому му се добре дојдени за особено во вакви сложени околности како што и овој процес да може би фрлат малку и трошка светлина, но и влијание токму на тоа дека треба да продолжи неселективно и да дојде до вистината. Благодарам за учеството, за вниманието ви, посакувам пријатна вечер и во добро да се видиме и како со еден вистински македонски збор заарно. Нека биде тоа уште утре. Довидување.
Италија.